Општините го фатија возот. Иако роковите беа многу кратки, поднесени се проектите до Министерството за локална самоуправа за изградба на 4 важни проекти во регионот. Истите се изработени во соработка со Центарот за развој на регионот, а треба да се финансираат и отпочнат со реализација наредната година. Се работи за изградба на комплетно нова детска градинка во општина Штип. Имаме и проект кој што се однесува за изработка на комплетна техничка документација за 11 објекти, било да се детски градинки, било да се основни училишта, било да се културни домови, за сите 11 општини во регионот. Имаме еден проект кој што се однесува на изградба на една улица во индустријската зона Чуката во општина Пехчево. И имаме проект изградба на мост, на пешачки мост уствари, на река Брегалница, општина Делчево. Ова е планот за наредната година, откако речиси сите проекти за тековната 2017 се завршени. Останува само еден проект кој што е во завршна фаза и кој што не успеавме до крај да го реализираме поради временските услови. Се работи за изградба на спомен обележието на местото на загинување на Никола Карев. Тоа е веќе при крај, меѓутоа сепак временските услови не дозволуваат целосно да се заврши. Ова, меѓу другото, беше тема на денешната трета редовна седница на Советот на градоначалници на Источниот плански регион, на која се зборуваше и за идните приоритети. На прво место би ја ставил патната инфраструктура, која во истокот е навистина очајна. Значи, први проекти за кои треба се залагаме е да ја решиме патната инфраструктура, односно поврзувањето и со соседна Бугарија, како и залагањето за отварање на нов граничен премин или проширување на постоечкиот граничен премин од бугарска страна. На седницата беше презентиран и акциониот план за работа, како и финансискиот план за работа на Центарот за развој на регионот.